Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Нови можности за безбеден зимски и авантуристички туризам. Успешна приказна која треба да го поттикне економскиот развој во регионот. Охрид домаќин на конференција за развој на авантуристички туризам во Западен Балкан. Охридските гимназијалци се едуцираат за менталното здравје. Вработените во Вевчанскиот здравствен дом во шок по случајот со колегата со спорна диплома. Импресивни настапи на градскиот хор Вокслихнидос во Србија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес сончево и надпросечно топло со дневни температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Во Охрид максималната дневна температура 23 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ведро и свежо. Утре над европскиот континент времето ќе биде стабилно со локална облачност. Ќе биде и надпросечно топло за овој период од октомври. На крајниот североисток и исток од стариот континент услови за слаби и локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во четврток претежно сончево со локална облачност и топло. На северот полуостровот с големена облачност, максималните дневни температури на Балканот од 19 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток свежо утро. Во текот на денот сончево и топло време со благ пад на дневните температури и североисточен и северозападен ветер со доумерен интензитет. Утринските температури од 3 до 11, максималните дневни од 18 до 26 степени. Во четврток во Охрид сончево и топло време. Ке има и слаб ветер. Минималните температури 9, максималната дневна 20. Во следните денови во Охрид времето сончево и топло, а максималната дневна температура 19 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Подобрени условите за безбеден авантуристички туризам во регионот. Со реализација на проект за прекугранична соработка со Албанија се формираат тимови за спасување на планина и вода. Се набави современа опрема, возила за интервенции во зимски услови, се адаптираа објекти. Со реализацијата на проектот Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам
и општините добија можност за економски развој. Ова успешна приказна е дело на Црвениот крст од Охрид и алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид во партнерство со општините Дебрца и Грамш од Албанија, а финансирана од Европската Унија. Успешно реализиран проектот Нови можности за безбеден авантуристички туризам. Во изминатите 3 години со меѓуграничниот проект меѓу Македонија и Албанија, финансиран од Европската Унија, носителите на проектот Црвен крст Охрид и алпинистичкиот клуб Патагонија посветено работеа и создадоа услови за безбеден зимски туризам во регионот. Се формира оперативен центар за спасување, се обучија тимови за планинската спасителна служба и спасителната служба на вода, се набави современа опрема и возила за интервенции во зимски услови, чамет за спасување на вода, се реновира планинарски дом. Исто така е водена грижа и за еколошката заштита со поставување на фотоволтаични панели и пречистителна станица на планинарскиот дом во Националниот парк Галичица. Реализиравме се што планиравме и покрај ковид кризата која не затекна, информира Антонио Додевски, раководител на планинската спасителна служба, појаснувајќи како течеле активностите за спроведување на проектот во текот на 3 изминати години во сложени услови. И преместивме активностите, оние активности кои што можеа да се спроведуваат во такви услови, сите набавки на опрема, се што беше планирано за целиот триодишен процес, ги ставивме во првата година, сите обуки кои што неодложно мора да бидат во спасувањето во живо, ги одложивме за последната година и за среќа последната година ги спроведовме. Непланирано спроведовме многу активности кои што ни се наметнаа, тоа беше самата ковид криза, од самиот почеток нашиот оперативен центар на еден начин беше оперативен центар и на општинскиот штаб. Општина Охрид и Црвен крст Охрид обезбедија хуманитарна помош за сите граѓани кои имаа потреба. Нашите тимови ги примаа сите повици и вршеа дел од дистрибуцијата заедно со комбинирани тимови од општина и Црвен крст, како значи едноставно покажавме уште еднаш дека сме флексибилни, дека може да прифатиме многу поголем товар од она за кое што ние првично сме наменети. Марија Канелопулу, раководител на сектор за економски прашања, градење институции и прекугранична соработка на Европската делегација во Скопје, истакна дека производите од планинскиот туризам, инфраструктурата, градењето на капацитетите, возилата се од важност за економскиот развој на општина Дебрца и Грамш во Република Албанија. Представникот на Европската делегација во нашата земја упати честитки и им посака и други успешни проекти понатака. Со овој проект се реализирани активности за економски развој на регионот во Македонија и Албанија, а за кој Европската Унија издвои 1 милион евра, напомена Канелопулу. And this rescue center is a first of its kind. Сега ова е безбедна област за оние кои сакаат да истражуваат, да бидат поблиску до природата и да спортуваат. Среќни сме што гледаме дека проектот има и еколошки аспект. Има поставено фотоволтаици на објектите, мониторинг систем во соработка со ренџерите од Националниот парк. Општина Дебрца беше еден од партнерите во проектот кој доби современ планинарски дом со 20 легла, опрема за делување во зимски услови и сигурност на посетителите со формирањето на планинската спасителна служба во регионот. Дебрца има добри можности за зимски туризам, но за тоа се потребни услови кои сега се обезбедени, кажа Зоран Рогачевски, градоначалникот на општина Дебрца. Значајна е улогата тука и на планинската служба, спасителна служба која што веќе во рамките на општинската организација на Црвениот крст од Охрид, која што има изградено веќе значајни капацитети за интервенција на отворено, односно за спасување во планински услови. И токму затоа ние како општини кои што сме од југозападниот планински регион, односно посебно од Охридскиот регион, сите подпишаме меморандум за соработка со спасителната служба да ја поддржиме. Сега изостанува тука финансиската поддршка која што треба во наредниот период навистина да се даде на спасителната служба, бидејќи сепак тоа е служба која што е навистина неопходна за развој на во случајот на планинскиот авантуристичкиот и зимскиот туризам. На денешниот завршен свечен настан каде што беа презентирани сработените активности од проектот, учествуваа представници од локалните општински државни институции, Црвен крст и гости од Албанија. Охрид е домаќин на регионален собир за развој на авантуристички туризам во државите од Западен Балкан. Тридневната конференција која започнува утре
Ево организација на Германското друштво за меѓународна соработка ГИС и регионалниот проект на УСАИД за економски развој, управување и раст на предпријатијата. На конференцијата ќе присуствуваат туроператори кои работат со авантуристички туризам и давателите на патнички услуги од регионот на Западен Балкан. Настанот представува единствена можност за учесниците да разменат искуства, идеи, производи и експертиза во однос на авантуристичкиот туризам. Пред публиката ќе се обратат високи представници како вршителот на должност амбасадор на САД Ерик Мајер, Флориан Трегер Стајнтејес, раководител на секторот за култура и медиуми во амбасадата на Германија, Мартин Хипш, програмски менаџер на ГИС и Јасминка Варналиева, раководител на проектот на УСАИД за економски развој, управување и раст на предпријатијата. Собирот е дел од тековната соработка на проектот за подршка на економската диверзификација во руралните средини Седра 2 на ГИС и УСАИД. Со проекција на едукативен краткометражен филм Депресија, презентација на уметнички творби на тема ментално здравје, изработени од учениците и дискусии за справување со анксиозност и панични напади. Охридската гимназија се приклучи кон иницијативата за одбележување на Светскиот ден на менталното здравје. Ученички од Охридската гимназија направија едукативен краткометражен филм на тема депресија. Средношколките од втора година Наталија Танеска и Марија Зороска преку својот авторски филм на своите соученици сакаат да им ја доближат темата за менталното здравје, кое е посебно кревко во периодот на адолесценција. Идејата беше да се прикаже реалистичната слика на тоа како може нештата да изгледат и дека не е секако што изгледа на прв поглед. Всушност, некоја личност која што навидум се смее, може да е многу тажна длабоко во себе. И целта беше да се докаже дека треба да сме атентивни кон луѓето околу нас и дека треба да знаеме дека секој поминува низ битки за кои што можеби пред останатите не зборува. Проекцијата на филмот беше одржана денеска на настан за одбележување на Светскиот ден на менталното здравје организиран од гимназијата Свети Климент Охридски. На настанот беа представени уметнички творби на тема ментално здравје, изработени од учениците од втора година под менторство на професорката Виданка Мојсовска. Дискусијата на тема дилеми околу употреба на медикаментозна терапија се одржа со доктор Елена Сотировска, психијатар. Доктор Сотировска смета дека во некои ситуации одредени форми на анксиозност бараат и краткотраен медикаментозен третман, но првенствено апелира на поголема поддршка и зголемено советување на адолесцентите за зачување на менталното здравје. Последниот период, со оглед на промените кои што сте настанати тековно во светот, социјалните мрежи, ковид состојбата, пост-ковид промените и целата промена на стилот на живот на младите, се повеќе се среќава потребата од помош, психијатриска помош за адолесцентите. Затоа алармирам кон заголемено советување на адолесцентите и поголема поддршка за барање на психичка помош, затоа што тоа е неопходно за да се зачува менталното здравје, а со тоа и психофизички да функционираат подобро во секојдневието. Младите насекаде и постојано се изложени на фактори кои предизвикуваат стрес, кои понекогаш ги надминуваат нивните капацитети да се справат со тоа. Некогаш е тоа видливо и се забележува, но некогаш е маскирано без можност да се детектира, доколку не сме во поблизок контакт со нив, вели магистер Алберта Голицовска, психолог во училиштето. Да се грижат за себе си, значи популарното self-care, да си посветуваат време на себе, на активности што ги прават среќни, да се посветуваат на учење нови работи, хоби, било да се членови на некои активности надворешни, па и хорови, драмски секции и слично, патувања, се што ги прави среќни, што ги полни со енергија, одржување на здрави релации, блиски релации прво со домашните, а понатаму и со другарите, со пријателите и пошироко. Охридската гимназија веќе неколку години поред се приклучува кон иницијативата на Светската федерација за ментално здравје. Менталното здравје и благосостојбата за сите да се направи глобален приоритет е годинешното мото на Светскиот ден на менталното здравје, кој начелно се одбележува на 10 октомври, а во текот на целиот месец се организираат настани со цел да се покрене свеста за превенција и навремен третман на менталните растројства. Вработените во здравствен дом Вевчани во шок и неверување за лекарот со спорна диплома за завршен медицински факултет.
Тој 6 години работел во итната медицинска помош во здравствениот дом. Бил примен со регуларна постапка со сите потребни документи во оригинална форма. Обвинителството ја проверува веродостојноста на документацијата. Лекарите и медицинскиот персонал во здравствен дом доктор Светозар Чочоровски во Вевчани во шок и неверување за случајот со нивниот колега, за кој надлежните органи проверуваат дали имал соодветна диплома да лекува пациенти. 6 години работел во итната медицинска помош и никој не се посомневал во стручноста и образованието на докторот. Против него не била поднесена ниту една поплака за лекарска грешка, ниту дисциплинска преставка. Лекарот во здравствениот дом во Вевчани, кој се сомничи дека работел без диплома за завршен медицински факултет, бил примен во регуларна постапка со сите потребни документи во оригинална форма. Во постапката за прием, именуваниот има поднесено комплетна документација во оригинал. И целата постапка е согласно Законот за здравствена заштита. Ние во моментов не можеме да тврдиме дали поднесената документација е фалсификувана или не. Да оставиме на истрагата да го потврди или да го демантира тоа. Скандалот беше откриен пред 6 дена преку системот на лекарската комора, пошто здравствената установа го пријавила случајот. Во меѓувреме, Министерството за внатрешни работи по насоки на јавен обвинител ја обезбеди потребната документација, извршен е вонреден санитарен и здравствен надзор од санитарната инспекција по насоки на Министерството за здравство, како и контрола од Фондот за здравствено осигурување. Дотечниот лекар бил на студии од 2008 до 2015 на медицинскиот факултет во Штип, каде според последните информации во јавноста стигнал до абсолвент. Обвинителството ја проверува веродостојноста на документацијата, за која се претпоставува дека била фалсификувана. Лекарот кој се сомничи дека нема диплома, веднаш бил суспендиран од работа, пошто самиот си дал отказ. Утре на градскиот плоштад во Охрид ќе се спроведе кампањата Подај рака и промени живот, стани згрижувач, која неодамна беше одложена поради временските услови. Кампањата е наменета за промоција на згрижување, а има за цел да се зголеми бројот на згрижувачки семејства во земјава. Сите заинтересирани граѓани со потенцијал да станат згрижувачи преку промотивни материјали и директни консултации со стручни лица, како и со згрижувачи, ќе може да се информираат повеќе за згрижувањето во периодот од 12 до 15 часот. Националната кампања се спроведува од страна на СОС Детското село, а во соработка со Центрите за поддршка на згрижувачки семејства 11 октомври и Битола. Министерството за труд и социјална политика и локалните самоуправи, а овозможена е од страна на Германското друштво за економски развој и соработка. Импресивни настапи на Охридскиот градски двор Вокс Лихнидос пред српската публика. Деновиве во Кикинда и Нови Сад охридските хористи преку своите извонредни интерпретации на современи композиции, како и на современа композиција со фолклорни елементи Капетан на охридскиот композитор Гоце Гавриловски, успеа да пренесат емоции кај присутната публика. Охридскиот градски хор Вокс Лихнидос имаше импресивни настапи во соседна Србија, во градовите Кикинда и Нови Сад, на вечерите на хорска музика. Диригентот на хорот Борим Хидрид не го крие задоволството од представувањето пред српската публика. Тој вели дека изборот на композициите како Сикут, Кервус, Конј, Бесаме Мучо, а потоа и Капетан, современа композиција со фолклорни елементи на охридскиот композитор Гоце Гавриловски и енергичната изведба на хористите се уште една потврда дека продолжуваат да негуваат хорската традиција и да бидат вистински репрезент амбасадор на градот и на државата. Покрај Охридскиот хор, на настанот настапија и хорот Атендите од Кикинда и мешаниот хор при културно-уметничкото друштво Светозар Марковиќ од Нови Сад. Вечерите исполнети со позитивна енергија беа дополнети со заедничка изведба на трите хорови на македонските песни Елено Керко и Лихнида Кајче Веслаше, зашто публиката ги врати и на бис. Охридскиот градски хор зад себе има традиција од 57 години. Од 2015 година го носи името Вокс Лихнидос и е успешно предводен од диригентот Бурим Хидри. Редовно одржуваат годишни концерти, настапуваат на хорски фестивали низ Македонија, но и во странство, каде имаат освоено бројни награди и признанија. Годинава, по четврт пат, го организира и меѓународниот хорски фестивал Гласот на Охрид. Продолжуваат акциските контроли во сообраќајот.
Вчера во периодот од 8 до 14 часот при преземени сообраќајни контроли на возила и возачи во Охрид и Кичево, контролирани се вкупно 75 патнички и други моторни возила. Од проверени 50 возила во Охрид, 5 се испратени на вонреден технички преглед. При тоа кај едно од возилата констатирани се технички неисправности, односно неисправен уред за сопирање. Против возачот на технички неисправното возило поднесена е пријава за поведување прекршочна постапка. Следуваат вестите од светот во продолжение. Русија ги известила Соединетите Американски држави за нивните планови да спроведат годишни вежби на своите нуклеарни сили, соопшти вчера американската влада. САД соопшти дека очекуваат Русија да изврши пробни лансирања на проектили за време на годишната вежба Гром на нивните стратегиски нуклеарни сили, истакнувајќи дека во минатото истрелували интерконтинентални балистички ракети. Според новиот договор СТАРТ, Русија е обврзана да обезбеди однапред известување за вакви лансирања на ракети, велат американските власти. Русија пред Советот за безбедност на Обединетите нации ја обвини пак Украина дека се подготвува да употреби валкана бомба, експлозивна направа што содржи радиоактивен материјал, и поради тоа изрази загриженост на состанокот за затворени врати. Американскиот претседател Бајден повторно ја предупреди Москва да не користи нуклеарно оружје, бидејќи тоа би било сериозна грешка. САД, Јапонија и Јужна Кореја предупредија дека севернокорејска нуклеарна проба ќе биде дочекана со невидено силен одговор, ветувајќи единство по лансирањето на ракетата од Пјонкјанг. По разговорите во Токио, заменик министрите за надворешни работи на трите земји рекоа дека ќе го засилат своето одвраќање во регионот. Сеул и Вашингтон постојано предупредуваат дека Пјонкјанг би можел да биде блиску до тестирање атомска бомба за прв пат од 2017 година по серија лансирање на балистички проектили. Минатиот месец проектил прелета над Јапонија, а Северна Кореја соопшти дека спровела тактички нуклеарни вежби. Минатиот месец севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ја прогласи земјата за неповратна нуклеарна сила, практично завршувајќи ги преговорите за неговите забранети програми за оружје. Светската здравствена организација ја постави првата листа на габични патогени кои представуваат најголема закана за здравјето на човештвото, предупредувајќи дека некои видови стануваат се поотпорни на лекови и пораспространети. Историскиот недостиг на фокус врз опасност од габичните патогени и инфекции значи дека постојат големи празнини во знаењата, недостатоци во следењето, лекувањето и дијагнозата. Постојат само 4 типа на лекувања со многу малку нови опции во развој. Климатските промени значат дека се шири зачестеноста и географскиот опсет на патогените, нагласи Светската здравствена организација. Отпорноста делумна е предизвикана од прекомерната употреба на антифугални средства во земјоделството. Списокот ги дели патогените во 3 категории врз основа на нивото потенцијално влијание и податоците за ризикот од нивната отпорност, критичен, висок и среден приоритет. Групата со висок приоритет вклучува голем број други габи од семејството Кандида, како што се Мукоралес, група која содржи габи кои предизвикуваат мукомикроза или црна габа, инфекција која брзо се шири меѓу сериозно болни луѓе, особено во Индија, за време на епидемијата на COVID-19. Бизарен инцидент се случил на автопатот 405 во близина на Лос Анџелес во американската сојузна држава Калифорнија. Како што јави американската телевизија ABC, кутија со кшајки паднала од камиона, потоа настанал хаос. Дури 36 автомобили завршиле со дупнати гуми и морале да се паркираат на крајната лента одеднаш. Набргу по објавувањето на веста изби жестока дебата на социјалните мрежи, но полицијата констатирала дека инцидентот не бил намерно предизвикан. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.